лепите на гумата стига. Гумата подај ме, јас ќе ползам, друго ќе носи гумата, Не, ти чари, ти ќе ги редиш, Ти треба да А чека малце, мене кој ќе ми ја дадат до ползењето, кој ќе стигне до тука, ја почнувам да ползам, така? Почнеш да ползиш со гумата, а враќаш Ама како ќе ползам јас со гумата? туркаш ја. Аз туркам напред. Дали ќе ја туркаш, дали ќе ползиш, ќе ја влезеш од подади, оставам Пред мене. Мора да си или од страната со раката Годови сме. Да. Редењето колку основа да биде? Колку гуми основа да биде? Кој по 7 долу? 7 долу? 7 не можеме ако зимаме Можеме гуми. сите другите взимат, да. Четири гума, да не донесе една гума и да Една донесе Да, ама доле нема да има 7, значи ќе има 4 правично, па 3 па. Ето, Оле, почни. Омега. Првиот што ќе носи до гумите, што ќе ги носи назад. Полза крв. Вториот што ќе може да има гумите, што ќе му дават за да изтрчат до. Дали има Adi, ползи, пронто. По-доле. Отлично. Чек. Точка. По-доле, пушти се. По-доле. Ајде треба да ползам. Ајде ја одма назад. Зимајте. Не стои. Ајде царо. Побрзо немаме гуми. А они уште носат. Еден, точни, дай старт! Пушти га на телове! Пушти! Ајде! Ало, можеш ти. Кој треба да взима гума? Подава ја одма! Отлично! Ајде! Ама сега обрча, симаш. Не ја зимај. Палкај! Зимај! Ајде! Одма, каде е вториот? Кој е втор? Дајте! Зимај! Стегна паци, главата. Отлично! Стави ме! Тоа е тоа! Отлично! Ајде!
Да не се поедени. Малка гума. Ajde! Manje da se zelo jedna guma, Diego! Vratimo, Viktor, vratimo nas! Jedima, po jedna guma! Po jedna guma! Ама ја се остави. Ajde! Викута! Колко се? Може се врата снимиш тоа одно. Или трчањето бе прво, они победија, не е фер. Со гумите што веќе ги имате Спајдермен го обесија. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, одлично! Браво! Не припаѓа. Не припаѓа. Трени се убаво. Лелво се лизга. Не се лизга. Братче. Де шутире? Јанчо на тебе бе. Одлично ви оде. Не дитирај. Ина, гледај се во лице сега. Они ме во лице. Ајде. Вече ајде ми даде. Ја се расплашам. Нема да ми даде. Ела кем. Не, бегај. Не, не. Ајде. Примена. Ајде! Тие што па наде излезат касно. Ајде, може да се тргнете. Ајде. Агица, крени горе. Колку по-добро. Опа! Опа, ево го. Ја закон Колко сме? 3 на 3. Ајде, ти си да си.
А преструваш 6 минути начало, дай. Не смеете да се откажете. Дали сме јасни? Почни! Сега! Ајде! Пушти крени! Одлично! Супер сте! Ајде! Пани си темпото, партнерот што е со тебе! Целта на играта е од твој тим че има повеќе останати! Ти имаш повеќе останати, взима ход! Се виждаш? Ајде! Вие двете не се откажу само крај. Вие знам. Ајде мама! Шлагој! Ајде, шамар зале. Остана тука, добро. Опите прекинот, слага прекинот. Дали точно го прекинот или не? Одлично, Алфите се во влага предност. Дали Омега ќе го смене тоа или не? Останува да видиме сега. Веќе помина минута и пол. Ајде. Ја не можам веќе. А ти ја победи, готово. И двајци сте. Може ли ја да подобрам? Не. Ти победи. Станите. Она се откаже, ја се останам. Може ли дошли ми да правят повече? Ајде, не се откажи. Она се откаже. Пиеш даска. Ти ще издобиеш Добре. Ти ще победиш станите. Добре. Не се откажи. Ајде бе, Джени, има ли помоćни? Издржите! Ајде.
Bravo, sve se odpustila. Ajde, Alek, pušti izdano. Ja bi na stolu željela se odkajiš. Ja to ne slavim. Ако некој го видел да е паднат напред, да му се поднапре мента, да дискриминира борбите. Поенот взима само ако права. Да седнем на вас, клекни доле. Како можем да седнем на вас ако сте вака? Скала, земи си. Как ќе се седнем? Постои пат си промора да се седам. Да, всякаш утре се има. Ако те види. Колената е повредена. Колко трябва? До 20. Ама не е фер, вака! И така не е фер! Ами не знаеш! Јас сум Катерина. Која е вара? Не гледам. Не решавам. Држи! А сестер ти немаш? Не, изслушай нея. Држи, ајде! Браво, женски, браво! Ама шлеки се сега ставам. Двајца, кажи. Не разбра. Ајде, 4 снајде, издржи. Ај, стави на неј. Ево, бе. Колега на Дани не е вежба. Ја не вежбам. Ја не вежбам. Колега на Дани. Ти не вежбам. Ама се изправи.
Ами готови ще се изправят. Я да ги видя 4 от сега са как се. Ајде, Оле, нека се да поклекнеме малку. Ајде, душа, ајде, душа. Па ти не си легниш? Види сестра мотив што ти дава. Не можеш тука, ще не се себе мој. Може, Двајца можеш дефинитивно. можеш. Не поиграјме. Това не е фер. Мои коленка, бой! Как ти ме да кажа? Катето, кој ќе биде? 10 минути помина. Ајде, капе, држи. 10 минути помина. Нека не можеш да ти чупак на цяло. Не. Може Не може, готово. Остај се! Не, имам прашање, се ти окей? Да. Има година. Аз зашмарија. Држи. Не. Клечеш и како она поне клечеш. Ајде. Држи. Девојки, 12 минути поминаа. Браво, Двајца завои. Оле, завршаме, елиминира. Двајца се воа. Ти врати, да се заврти. Не па инструмента, не стоја да го. Попоја колко ништо, што се прибира. Сега се Пачни. Ајде. Стави. Па исто. Едер. Сега, назад! Назад, Клечи! Од година ќе ги решиме, може? Таму на рекордите да почнеме нашите тренинги. Ќе видиш ти тоа време помеѓу не преска. Чуч горе, стани горе, исто право партија. Опа, чуч горе, јас. Опа, партија, опа, чуч. Одиме најдејќи. А мене се обликуват. Ја тројки долу. Как ти ги говори? Так, силно држи. Тоа е ровно. Ајде, силно.
Покажала, ја што опција, ајде. Значи на сила сила не ходим. Значи па нисам. Ева Мица. Јас сум. Сега ја да, Мица. Thank you. My coach. Пауна Покара. Александра Камчева. Ајде, Алек, ти благодарам на тебе многу што дојдеш. Че не обработат после на... Не обработат ми. Сораш после по-умави. Катерина Камчева. Име исплатени. Еј, не бегајте од реал. Инаку за сите што сте нови, само сакам да ви кажам, она Даниела Петревска, она ни дојде од Неготино за да учествува тука. Не плачи, ајде. Нема дел од тимот си. Браво, дете, браво. Вели, благодарам што дојде. Најмладиот член. Знае. Ама сега што у кондиција. Се разбери. Си е на место. Сите има да имате казна на тренинг, да знаете од кој. Не, ја сама ќе дојдам, ќе одам да вежбам, да не ви кажам вас. Не, што да тема. Сама ќе ја побарам сама. Погодија тие што среќа имаш за моите ти. Имате среќа. Еден поем и па... Абе, не победија. Она е, на стеката да те гледам, благодарам што дојде. Супер. Пред се сакам да се заблагодарам на сите што дојдовте овде и што го поддржавте овој настан од јавен карактер што за прв пат се дешава кај нас во нашиот град. Сакам да поделам неколку брзи благодарници на луѓето што помогна и што стојат позади мене за реализација на овој настан. Првата награда сакам да ја поделам на Мики Виденовиќ и КТВ телевизија за поддршката на овој Благодарам многу. Втората награда исто така е за некој што секогаш ги реализира моите идеи и реализацијата и големата благодарност е за Костадин Беливанов и Студио Бајка. И последната, но и не најнебитна, сакам да поделам за човекот кој што секогаш стои позади мене, човекот за кој што ми даде перцепција и визија за како понатаму. За Александар Ристовски и Центар за борачки вештини Будо. Убав сончев ден на спортскиот центар Јасмин и за прв пат во Кавадарци нешто несекојдневно. Еден вид Survivor, меѓутоа женски Survivor. И тој Survivor има и причина зашто се случува, с оглед на фактот што денеска 3 години од Аерокик, клубот Будо, 3 години како Олгица Орешкова го води овој спорт. Спорт е, нели? Да. Кажи ми, како беше пред 3 години, како е сега? Па вака, најпрво благодарам на сите што дојдоа, на сите учесници кои што учествуваа. Го разбудивме оној детски такмичарски дух, иако сме ние возрастни жени, сепак имаме и дете во себе кое што го криеме. Пред 3 години и сега има голема разлика, повеќе членови, повеќе идеи што може да ги реализираме. И понатаму вежбите беа составени од трчање, ползење, тимски дух, дисциплина и мотивација за успех. Малци сила. Малци и сила. Кажи ми вака,
што те инспирираше баш еве на третиот роденден да го направи се тоа? Вака, секоја година го организираме надбор, но оваа година решивме да не е само за членовите од нашиот клуб, туку да биде и за одјавен карактер настан, односно да може да се пријават и некои што не вежбат, чисто да го запознаат нашиот спорт, да му се приближат и да видат што точно работиме ние на тренингот кога сме во сала. И исто така имаме кикбокс тренинзи кои што го реализиравме и надвор, ги запознавме и со затоа што често пати кога слушаме кикбокс мислиме дека тоа е машки спорт, дека овде се доведуваат разни опасности, дека може да се повредиме на тренинг и се тоа. Сега му доближивме на некои што воопшто тоа не го правеле, да видат дека тоа може да биде и на рекреативен начин. С оглед на фактот што ти си исто така и кикбоксер. Јас сум кикбоксер, но ова го правиме од рекреативен дел. Јас не вежбам такмичари, јас вежбам рекреативци. Често пати овој како спорт аерокик го поистоветуваат со оние курсеви за самоодбрана и така натаму. Колку има вистина во тоа? Не, кај нас не е за самоодбрана. Знаете како, на улица тоа колку и да си спремен не значи дека секогаш си подготвен. Што јас не практикувам, доколку видиме некоја ситуација што е посериозна, предлагам да се тргнеме на страна, отколку веќе да се правиме дека ние знаеме нешто. Разумот да преовладее. Нормално. Денеска девојките ти беа поделени во две екипи. Две екипи од по 7 членови. Алфа и Омега. Алфа и Омега. Тимовите покажа тимски надпреварувачки дух, што мене ми беше посебна важност, затоа што имаме многу нови кои што не знае кој и како, па ги измешавме заедно со моите членови. Има добра координација, добра организираност и си помага, што мене тоа посебно ми значеше и се надевам дека и тие си поминаа убаво. Кој победи? Алфите беа подобри, но тоа не значи дека Омега следната година нема да се докажат подобро. Годинава имаше на некој начин и гости. Имаше една представничка од Неготино. Две. И размислуваш ли да отворите филијала и во Неготино со на фактот што аерокикбокс клубот, односно аерокик клубот отвори веќе филијала во Росум? Да, Надица Димитрова, да поздравам овој пат, таа го отвори во Росуман. Може би во иднина, моментално немаме ништо размислувано, но зошто да не во иднина, зошто да не? Ке го подсетиш ти Александар Ристовски, тој ќе избрка сета работа. Она техничка, ако така можам да кажам. Да, може да се деси нешто. Што се однесува до дисциплините, кој ги бираше? Дисциплините беа смислени од мене и од мојот тим. Покрај тоа што го правиме ние на тренинг, сепак тежинскиот тренинг и тие работи ние ги практикуваме и на тренинг, па затоа не беше нешто тешко да го измислиме настанот. Сега, со на фактот што ова беше рекреативен настан, тука го забележавме и Спајдермен, правеше нешто збрке кај девојките. Тимот на Маскоти Happiness, кој што сакам да ги поддржам, тие оваа година ни испаднаа во соработка исто така. Тоа се и мои добри пријатели, исто така си и спортисти, кои што од прва си ја разбраа работата, што беше. Работата беше да направиме малку забава покрај се тој такмичарски дух. Малку така му сметаше, но не беше нешто страшно. Не ги налути, не го исепа. Аерокик клубот работи во склоп на Центар за борички вештини Будо. Да. Како, кога, колку пати на ден, колку пати во месецот, да ги информираме сите оние што сакат да ви се приклучат? Да, ние сме една гранка од повеќето различни бранши во насиот Центар за борички вештини Будо. Аерокик имаме 3 пати неделно, вторник и четврток од 21 и 10 часот, додека недела сме од 18 часот. Ирена Мицев, една од учесничките на денешниот Survivor, во кој тим бевте? Во Алфа тимот. Значи, победивте денеска? Денеска освоивме победа, да. Кажи ми вака, како се поминавте прво? Предобро, преубаво. Ваква женска мотивација и голем тим, преубаво. Редовно одиш на тренинзите? Не сум редовна, но се трудам да бидам редовна. Колку ова што го правите овде, на терен или во сала, ви помага во секојдневието ваше? Па после секој тренинг добиваме многу енергија, сила, мускулите си ги јакниме секој ден, така да многу добро. Имаше порека да овие помладиве да ви се приклучат во клубот следната година да ги видиме во поголем број?
Да, на младите му препорачувам да вежбаат редовно, никогаш да не се откажуваат. Оти сето ова си влева сигурност во себе, сила во себе за секојдневните обврски и позитивна енергија.